Проектот што денеска го најавивме е така наречен private sector engagement или вклучување на приватниот сектор и бизнис секторот во развојот на вработените кадрите во државата. Со овој проект, заедно со поддршка на швајцарската амбасада Helvetas и проектот Образование за вработување, заедно ќе развиеме програми за тренинзи и развој на така наречен middle management или менеджментот во компаниите, со цел компаниите да се развиваат, да може да одговорат на барањата на пазарите, да може да ги задржиме младите во земјата и да се отвараат нови и нови бизниси. So I'm here today because we are launching a new collaboration. Тука сум денес затоа што Швајцарија започнува нова соработка преку проектот Образование за вработување и тренинг центарот М6. Швајцарија со оваа нова соработка ќе му помага на приватниот сектор во Македонија да ги развие вештините кои да вложи во вештините кои им се потребни на работната сила. И со цел да има економски развој со тоа што работната сила ќе ги има вештините кои се побарувани од пазарот. Ова е еден исклучително значаен настан каде што видовме кои се потребите, што се случува во државата. Факт е дека едукацијата на било кој ниво и во било кој основ е секогаш недоволна, значи секогаш има можност за нешто повеќе. Накратко би кажал дека и како народ, како нација, и како граѓани на оваа држава кои што живееме во ова малецко парче балканска почва, сме многу мали за да може да се дозволиме да бидеме необразовани. Па тоа е насушна потреба. Кога не знаете, морате да се едуцирате и да продолжите да учите. И принципот тоа подпишување на меморандум е одење во еден погорен степен. Затоа што ако кажам, не сум ја открил Америка дека во Македонија сме на најдолно ниво сега во едукација. Тоа е за жал до онаа што го добиваат децата во основното образование, во хай скул, во гимназиите, на универзитетот и така натака не се формираат прави луѓе кои треба да одговорат на предизвиците кои ги имаме. Кога имате криза и кога имате транзиција, ви требаат храбри луѓе, енергични луѓе кои знаат. Ако овие деца кои доаѓаат со мисла, како што рече Горан, дека некој ќе го згази, он треба да знае уште од почеток ние живееме во земја со предизвици, обколени сме со многу непријатели, мораме да се бориме сами за себе. И тоа ти е услов во саваната како да обстанеш. Овие деца не се едуцирани за таа работа. И обично кога доаѓаат во компаниите, ја обично отвараме јаки диалози во тој дел дека за сите овие работи кои ги бараат младите луѓе, надвор има подобри услови. Ама ова е моја земја и негова земја. Ако не мариме за нашата земја, не марат заради тоа што се огледуваат на онаа што ни се случува околу нас и ние викаме обично нас ни е предизвик лидерот. И понатака, што да ви кажувам? Понатака ние мораме да припремиме луѓе кои ќе бидат употребливи во економијата и кои ќе треба да бидат употребливи во земјата. Денеска заедно со Едукативниот центар М6 и со Швајцарска амбасада на заеднички проект на панел дискусија за едукација, поготово најинтересното за општина Кавадарци е тоа што од овие вакви едукативни панел дискусии и понатаму што се работи со Едукативниот центар и со Швајцарска амбасада, општината ќе може да има голем бенефит во делот на локалниот економски развој, во делот на здржувањето на младите и во делот на правилниот раст и развој на нашите најмили, најмлади во она што значи реалност. А реалноста е токму тоа, реалниот сектор и она што значи едукативен центар, дали е Швајцарска амбасада или било која друга интернационална или друга светска корпорација која што треба да ни го каже правиот пат за да ние научиме нешто повеќе од тоа што го знаеме. Како нација сме супер,
како нација знаеме се, меѓутоа нашето знаење треба да го претвориме во практика и треба да го претвориме во реалност. Само убеденоста во некои работи апсолутно и знаењето не значи ништо доколку не го искористиш во прави цели и во прав момент и од тоа прогресираш и продуктивно придонесиш во својот развој, дали во својата компанија, дали во својата фамилија, дали во јавниот сектор, дали во јавна функција, така да мислам дека ова е правиот начин како треба да се движиме во понатамошните развој и вака треба да се приближуваме кон ЕУ, а не на начини кои што ние мислиме дека треба утре да влеземе во ЕУ. За утре да бидеме таму, да, меѓутоа што доколку ние сме различни и сме назад 100 чекори од нашите другари, тогаш ќе бидеме со некој хендикеп или нема да имаме соодветно друштво. Меѓу 17 компании влегува и Кожувчанка, 18-та со цел едукација на вработеници. Најголемиот проблем на секоја компанија и зборечки тоа и со моите од самата компанија и со менеджментот кој ќе функционира сега е едукацијата на луѓето и не само едукацијата, него разобедувањето на луѓето од тоа што сме само убедени дека знаеме се. Никој не знае се. Тоа е правиот начин за да се едуцираш и ако може некој на 70 години и повеќе да секојдневно се едуцира и чита и пренесува, тоа е правиот начин за да секоја компанија влезе и направи внес во делот на едукацијата. Ние сме негаш можеби скептици, а негаш може сме малку и скромни. Што би барале на едукација кога нашата можност е таа? Што би барале да се едуцираме кога ние постигнавме тоа што треба? Не. Секогаш може повеќе, а најтешко да опстанеш и се одржиш и да гледаме после 10, 20, 30, 50 години за да опстане компанија. Зборот компанија е тежок збор, не е лесен. Фирма е една работа, компанија веќе е сериозна работа. Значи компанија без разлика од која дејност доаѓа, за да биде компанија треба да има историја, треба да има стабилност, а треба да има и долгорочен раст и развој.